Наиздата од глувци и други глодари кои уште есеноска се појавија во Кочанската котлина, сега по поплавите на оризовите полиња стануваат проблематична, бидејќи овие штетници се преселија во населените места. Дека состојбата е сериозна потврдија неколку случаи на зарази кои ги предизвикаа глувците, за што алармираше и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков. Благата зима која што беше минатата година и врнежите допринесоа до тоа да се зголеми бројот на глодари. Во тој правец Министерството и владата на Република Македонија заседаваше, имаше информација повеќе пати. Ние како министерство формираме комисии каде што одат и ги дават советодавни мислења на земјоделците како во моментот да се справат со глодарите. Министерството ќе организира уништување на глодарите, бидејќи тогаш е и периодот каде што тие успешно може да се уништат. Цветков најави дека уште зимава ќе се преземат мерки за третирање на површините заради уништување на глодарите. Зимскиот период е најповолен, бидејќи тогаш штетниците имаат најмалку храна, а во предвид е земен фактот дека во тој период тие и се размножуваат, па ефектите ќе бидат повеќекратни. Инаку земјоделците од полските села се жалат дека бројноста на глувците е зголемена, што го чувствуваат преку штетите што им ги прават на залихите од оризова арпа, житариците и разни други индустријски и градинарски култури.